ова издание, уапсена специјалната обвинителка Катица Јанева. Владата усвои етички кодекс за честно однесување на јавните функционери, што ќе добијат граѓаните од новата мерка. Заврши уште едно издание на Охридско лето, а веќе почнаа подготовките за следното. Повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. МВР ја приведе специјалната обвинителка Катица Јанева, осомничена за злоупотреба на службената положба и овластување. Во моментов, додека ова го јавуваме, Јанева е донесена пред кривичниот суд. Огнен Джачаревиќ ги има деталите. Шефицата на СЈО Катица Јанева утрово е приведена во рамките на истрагата Рекет под сомневање дека соработувала со двоесот рекетари Бојан Јовановски и Зоран Милевски и учествувала во изнудата на 1,5 милиони евра од бизнисменот Орце Камчев, осомничен во случајот Империја на СЈО. Од обвинителството соопштија дека имаат цврсти докази против Јанева и дека ќе бараат притвор. Во моментов Јанева е во својот дом во скопската населба Козле, каде се врши претрес и се одзема доказен материјал. Предходно, претрес беше извршен во низината канцеларија во СЈО и во домот во Гевгелија. Се очекува Јанева попладнево да биде изведена пред судија на предходна постапка во Скопскиот кривичен суд, кој треба да одлучи дали ќе ја одреди притвор. Според официјалните информации од обвинителството, Јанева добила на поклон мебел вреден околу 300.000 денари од еден од притворените во случајот Рекет. Таа неколку пати учествувала во разговорите меѓу Камчев и Јовановски преку спикерфон и донела спорни одлуки кои веќе биле најавени од Јовановски. Од обвинителството соопштија дека засега немаат информации каде се парите земени од бизнисменот Камчев и дали тој се наоѓа во Македонија. Според истрагата, засега нема други осомничени лица, ниту пак било каква индиција дека во скандалот Рекет се вмешани домашни политичари. А владата преку етички кодекс ке бара функционерите да се однесуваат честно. Целта е да ја зајакне довербата на граѓаните. Владимир Мирчевски за новата мерка. Владата усвои етички кодекс за незините членови и носителите на јавни функции што таа ги именува. Објаснувањето е дека така ќе се обезбеди законско, честно, транспарентно и одговорно работење на државните функционери со цел јакнење на интегритетот на институциите и на довербата на граѓаните. Преку овој кодекс ќе можеме многу попрецизно да ги детектираме сите оние девијации и појави кои што можеби некој ги предизвикува и се во спротивна тенденција од намерите на владата за одговорно, отчетно и честно работење. Сите заедно треба да овозможиме одредбите од овој кодекс да функционираат и конечно да добиеме одговорна власт. Кодексот, кој се носи една недела по скандалозната изјава на премиерот, предвидува и санкции, 3 нивоа на реагирање. Прво е официјална критика, второ е политичка одговорност, барање за поднесување оставка на тој што не го почитува кодексот и третото е одговорност пред институциите. Поповски не беше докрај јасен дали овој кодекс би го санкционирал настапот на Заев и употребата на несоодветни квалификации за новинарите и хомосексуалците. Носителите на јавна функција треба да се многу внимателни во комуникацијата со јавноста. Но исто така, носителите на јавни функции, политичарите, луѓето кои што се пред вас, како јас денеска, имаат право да посочат на појави, девијации и на крајот на краиштата и да употребат термини кои што секој граѓанин ги употребува. И вие ги употребувате во вашите текстови. Од тие причини сметам дека треба сите заедно да сме многу повнимателни. Што значи клевета и навреда, а што значи став или изјава која што посочува на некоја појава. Затоа сметам дека во изјавите на премиерот нема ништо надвор од она што во секојдневната комуникација го користат граѓаните. Клучен дел за овој кодекс да функционира според проценките на владата е придонесот од граѓаните и алармирање за неодговорно однесување на функционерите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Представата Одисеј на Горан Стефановски го затвори Охридско лето. Организаторите со нови идеи за следната година. Мики Трајковски пренесува. Фестивалот Охридско лето не е само 40 дена, тоа е цела година работа за да се дојде и да се реализира овој голем проект. Ова го вели првиот човек на фестивалот Наташа Поповиќ, сумирајќи ги впечатоците од годинешново 59-то издание, кое донесе повеќе од 500 уметници и 50 фестивалски настани во драмскиот и музичкиот дел. Како новини кои годинава беа воведени, беше подиумот на млади, што содржа пред официјалниот почеток на фестивалот, но и рециталот како нова уметност во
програмата. Фестивалот воведе и туристички водич, со што бројните уметници имаа прилика да се запознаат и со убавините на градот домаќин. Па тоа што го испланиравме заедно со селекторите за оваа година и го остваривме. Дојдоа тие уметници што ги сконтактиравме и што сакавме и што сметавме дека ќе се присутни на ова фестивалско издание. Наредната година Охридско лето го очекува голем јубилеј, 60 години од своето постоење. Од фестивалот велат дека веќе работат на договарање на уметниците кои би настапиле, но признаваат дека на Охрид му фалат и нови сцени. Ќе имаме спектакуларно отварање, ќе имаме некои нови содржини кои можеби до сега не биле на фестивалот. Ќе донесеме исто големи светски имења. Фали таа концертна сала на Охрид, затоа што имаме состои кај што ние не можеме да ги поканиме баш заради просторот кај што нема да настават. Режисерот Александар Поповски Охридско го споредува со човек кој има 60 години и кој секоја година стапува во контакт со врвни светски уметници. Во таа смисла мислам дека до негде сме стигнале. Сега треба да се обмисли како понатаму. Мислам, ние мораме да го пренесеме во новиот век нашиот фестивал. Ако е следната година 60 години, посебен јубилеј, мислам дека е било фантастично да се направи продукција. Тоа ќе значи продукција на Охридско лето со сите македонски театри. Поповски се надева дека охридската публика за јубилеот ќе може да ги види театарот на Раде Шербеджија, но и театрите од Берлин и Будимпешта, со кои веќе било разговарано. Најавите се дека следната година се што е македонско на сцените надвор од државата ќе биде покането и донесено на Охридско лето. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајговски. Лицата со аутизам се соочуваат со многу предизвици во секојдневното живење. Адвокатка од Паркленд, Флорида, покажува како таа се справува со стереотипите. Приказната ја донесува Саба Шаххан. Погледнете. Up here is Eli Manning, Dan Marino, Mark Sanchez. Хейли Мос од секогаш ја импресионирале боите. Започнала да црта и бои на рана возраст, а сега ги продава своите уметнички цртежи. And how was that experience? It's really awesome. I got to meet all sorts of famous people and even Ова е само едно од незините достигнувања, иако незиното патешествие воопшто не е лесно, бидејќи таа има аутизам. I didn't start speaking until I was 4, but I was Не зборував до 4 години. Многу плачев додека бев мала. Врескав. Се случуваше да не замола да излеземе од ресторан или да аплаудираат кога ќе излеземе од авион. People clapped when we got off of airplanes. Родителите на Хейли биле предупредени дека ќе биде тешко за неа да стекне пријатели или да има независен живот. Но Рик и Шери решиле да се борат со предизвикот. Многу се информирав за аутизмот, ги прочитав сите книги до кои можев да дојдам, дури ако не беа најдиректно поврзани со случајот на мојата ќерка. Едноставно морав да знам се за аутизмот. Со помош на родителите и логопед, Хейли започнала со редовна настава на 4-годишна возраст. На крајот на образованието се стекнала со диплома по право на Универзитетот во Мајами и положила адвокатски испит, а сега работи како адвокат во Мајами. Хейли верува дека незиниот пример ќе влијае да се промени сликата за лицата со аутизам. People think autism is a young boy. They think it's Кога ќе се спомене аутизам, луѓето помислуваат дека се работи за дете, не за возрастен човек. Не помислуваат дека тоа е некој кој се интересира за уметност или работи како адвокат. Јас си пркосам на статистиката. Им се спротивставувам на стереотипите и покажувам дека треба да ги напуштиме. Хейли има напишано и неколку книги наменети за помош на младите со аутизам. Многу сме горди на неа. Сакаме сите да знаат дека има надеж за луѓето со аутизам. Надеж. Тоа е она што Хейли сака да го пренесе преку незините книги, цртежи и воопшто преку незиниот пример. Благодарам што не гледавте. Продолжите да не следите на социјалните мрежи со најнови информации за денешните случувања. Пријатно до утре.